Добро утро, председател. Добро утро, колеги. Добро утро, добро утро. 15 до 3 наутро и верувајте ми, од Нова година лани олку будна не сум била. И ако заспијам сега, ве молам да ме разбудите, има многу што да ви кажам. Денес ние, само пратениците од опозицијата, дискутираме, анализираме, пробуваме да изнудиме дебата од вас, колеги. Може би сега е подобро да си најдеме замени и ние пратениците, па да издржуваме во дебати поголеми. Ке ве молам, бидејќи ми поминува времето, а сакам квалитетно да го искористам во изложување за овој катастрофален предлог закон, предлог договор и спогодба која што е пред нас, би сакала да продолжам. Значи, пробуваме да изнудиме дебата од колегите од владачкото мнозинство, но за жал сега имаме игнорантски однос од ваша страна и да продолжам околу законот. Уште од самиот почеток, читајќи го и анализирајќи го воведот за оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со закон и причините за негово поднесување, јас имам прашања. Како може? Се прашувам, а во продолжение ви цитирам. Како резултат на спорот помеѓу владата на Република Македонија и Макпетрол АД Скопје, се отпочнати повеќе постапки пред надлежниот суд, кои постапки со децении немаат завршница и до денес ниту една од нив не е правосилно завршена. Со законот се уредува решавањето на спорот, се решаваат несогласувањата помеѓу страните и води кон целосно окончување на постапките кои произлегле од ваквиот спор и дава можност за мирно надминување на несогласувањата и завршување на сите започнати постапки. Па замислете, не можеле судските органи со децении да пронајдат решение, разрешница, па ние во Собраниево, каде голем дел од пратениците со своето професионално предзнаење немаат допорни точки со право, ќе треба да изнајдеме квалитетно решение и тоа по скратена постапка. Во продолжение, во законот има и проценка на финансиските средства потребни за спроведување на законот и за спроведување на законот, вели, не се потребни дополнителни финансиски средства и не повлекува материјални обврски за одделни субјекти, бидејќи средствата за решавање на спорот веќе се буџетирани и предвидени во буџетот на Република Македонија за фискалната 2020 година. Колеги, 33 милиони евра има во буџетот. 33 милиони евра пари, кои наместо да се исплатат како последица од овој штетен закон, тие може поинаку да бидат употребени. Колеги, колешки, што доаѓате од образование, сакав и овде имав намера да ги повикам колегите од владачкото мнозинство, кои што се одделот од образование, но за жал сега во 3 часот наутро нема никој. Па ќе прашав дали се сложуваат со фактот дека денес овде во ова собрание на подмолен начин ќе се сложите да гласате криминален закон, закон на кој не му е местото во Собраниево. Дали знаете што може да се направи во нашето уништено образование со демотивирани наставници, што може да направиме со 33 милиони евра. Прво, мене што ми текнува е дека може да се направи квалитетна реформа без да се позаемуваме од Светска банка, квалитетна реформа која ќе значи просперитет за сите, а не да бришете предмет историја по примерот на фински модел, а таму во Финска историја било и е задолжителен предмет во сите основни и средни училишта.
Квалитетна реформа со која ќе поберам мислење од стручната јавност, како што се МАНУ, Институт за историја, наставничките факултети и така натаму. Лудило правите, колеги. Интегрирано образование бара квалитетни и опремени училишта со лаборатории, а ние во нашите училишта имаме реалност, немаме исправни тоалети, а не пак квалитетно опремени училишта. Колешке, ве молам, не ме прекинувајте. Мислам, навистина, 5 души сте од владачкото мнозинство и 5 души правите галама како за 50 души. Ве молам, за да бидете во целост, квалитетно спроведена оваа интегрираност во образовниот систем, потребно е дел од наставата да биде спроведувана и надвор од училиштата. Например, замислете, за да имаме квалитетно интегрирано образование, тоа треба да биде, например, спроведувано во музеи. А кај нас, нашите музеи не се подготвени, ниту пак се спремни за вакво интегрирање на општествено-хуманистичките науки. Се уште сум во делот на замислете што се можеме да направиме со 33 милиони евра во образованието. За географијата ќе спомнам. Институтот по географија повеќе од 70 години обстојува на Природно-математичкиот факултет. Таму исто така постои Македонско географско друштво. Постои издружение на професори по географија доктор Љубе Миленковски. И барем по еден представник да повикавте за консултирање во врска со предложените реформи во образованието, пред вие да излезете со изјави и да ја вознемирувате македонската јавност. Колеги, ги вознемирувате и професорите по странски јазици. Во Македонија имено предлагате втор странски јазик. Покрај препораките на Европска Унија, каде што се вели дека за изучување на минимум 2 странски јазици во основното образование е потребно со цел олесната комуникација и интеракција по меѓу говорителите на различни јазици. Сега ќе продолжам со анализа на загриженоста на предлагачите на овој закон и тие се загрижени од присутна опасност да се воведат соодветни санкции од Европска Унија, ама пак препораките што ги дава ЕУ да не се оди со голем број на закони по скратена постапка, за нас овде во Собраниево, за жал, тоест за владачкото мнозинство, овие препораки од Европска Унија не важат. Во членот 3 се вели владата на Република Македонија да ја склучи спогодбата за регулирање на меѓусебни односи и да не го читам во продолжение. Целиот член 3 го имате сите и сакам да прашам, добро колеги, зарем сте сериозни со цела во оваа намера за да го изгласате овој закон? Вие за ова ќе гласате со зелено картонче? Одлуката ќе ви биде запамтена како бојата на картончето. Сакам да ве подсетам. Отворете ја веб страната на Energy Community, како спомнувавте, и имате препорака дека треба да се почитува одлуката која што е донесена таму и целиот тој процес да продолжи, вика, пред Националниот суд. Колеги, овој закон за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и МАК Петроладе Скопје по пат на спогодба не е во надлежност на Собранието на Република Македонија, бидејќи спогодбата не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од страна на Собранието на Република Македонија. Замислете, малце време имам за прв пат од кога станав пратеник за да продолжам да ви објаснувам овде и кои се работи државниот правобранител ги направи, за кое што лично јас сум на оваа институција многу благодарна. Со сите тие препораки кои што ги дадоа тие,
Навистина, читајќи ги сите документи, забележав дека одговорноста треба да ја има владата, а не собранието во Република Македонија. Одговорноста треба да ја има Зоран Заев за трошење на овие државни, народни пари. Има збор пратеник од Љупчо Пренчев. Повелете. Не ме оставивте да си ја докажам мислата, а голема ми беше мислата. Повелете, докажете.